Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Како што реков, уште еднаш сакам да ви посакам една убава и благословена вечер и му благодарам на Господа за тоа што ова вечер Бог благоволи да можеме повторно, поради неговата милост, која секојдневно се појавува во нашиот живот и не само што таа се појавува, туку Бог преку милоста Божја ја покажува својата љубов кон сите нас. Навистина, колку Господ не љуби и колку Тој не сака и колку Тој е загрижен за нас. Библијата вели дека целиот свет да го добиеме, ако душата ја изгубиме, никаква корис ќе немаме. Затоа Бог се грижи многу повеќе за нашиот живот, отколку ние самите. И тоа Библијата на неколку наврати ни зборува. Всушност имаме неколку модели кои можеме да ги видиме низ целата Библија, која што почнува од првата книга на Мојсија и се разбира до книгата Откровение. Тоа се 66 книги. Имаме уникатни настани каде што можеме да видиме на еден многу уникатен начин како Бог навистина се грижил за својот народ и како тој благовремено интервенирал од небото. Јас верувам длабоко дека Бог е Бог и дека тој не се менува. Писателот на Евреите вели: денеска, утре, за веки веков, Бог останува ист, непроменлив. Тој е надвор од времето и од просторот. Библијата вели дека тој не е човек па да се предомислува или да ги менува своите планови. Туку зборот Божје дада и не. Затоа реков, Бог не се менува и тој останува ист. И тој дон денеска работи на еден ист начин преку Божиот син Исус Христос. Всушност Исус вели дека ќе ви го испратам утешителот кога ќе си заминам. Тој ќе дојди за многу кратко време, за 10 дена, и ќе ве напомени за се што сум ви зборувал и ќе биде со вас до свршетокот на светот. Светиот Дух од Светото Божјо тројство, тоа е всушност третата личност, е денеска во светот. И Светиот Дух е тој кој не инспирира, ни помага во нашиот живот, за да можеме да го разбереме многу подобро Божјото Слово, се разбира. Затоа сакам да кажам дека имаме повеќе модели, библиски модели кои ни ги зборува Божјиот збор, Светото Писмо, како што видовме псалмистот Давид. Потоа имаме повеќе примери каде што можеме да ги видиме во Библијата како Бог навистина се грижал за својот народ. Например, еден од тие уникатни примери кои што Бог преку пророците го напоменувал Божиот народ Израел, дека всушност Бог се грижал, го сакал тој народ. Дури Бог зборува за Израел дека тој е првородениот Божи син. Израел е првородениот Божи син, кој бил возлюбен поради Аврам, и Бог го сакал и го водил тој народ. И не само што Бог го сакал и го водил тој народ, туку Бог се грижил за нивниот живот. Замислете си, која рака силна или моќна рака била таа која што ги извела од египетското робство, кои биле 430 години. Бог го поразил Египет преку Мојсија и преку Арон. И не само што го поразил Бог Египет, тоа прво и моќно царство, туку ги поразил Бог сите египетски богови. За да секој узнае дека има само еден Господ Бог, кој е на небото, и истиот тој е Бог и на земјата, и на се што е видливо и невидливо. И потоа Бог преку Мојсија, кога се навршуваат тие 430 години, го ваѓа Израелот за да може да го внесе во ветената земја, во земјата која што течеше мед и млеко. Божјата ветена земја, која му беше ветена на Аврам. И Бог благовремено го одржува својот збор. Затоа велам дека Божјот збор е да и не. Исаија вели: нашите патишта не се Божи патишта, ниту нашите мисли се Божи мисли. Бог е точен. Тој е прецизен и точно Библијата вели кога се навршија тие години,
Тие 430 години Бог, нели, беше со Израил, го порази Египет, ги порази сите тие египетски божества и потоа нормално целиот Израел излезе од Египет кон ветената земја, тоа е Хананската земја. И потоа следуваа многу нешта додека тие патуваа. Библијата зборува 40 години, најмногу се завртија во пустињата. Всушност цели 40 години тие вртеа низ пустињата. Но Бог на еден посебен начин се грижеше за овој народ. И тогаш Божиот народ, Израел, сваќаше дека Бог е на нивна страна и дека Бог се бори и дека Бог се грижи за нивниот живот. Се што им беше потребно, Бог се грижеше за нивниот живот. Замислете си како евреите поминуваа низ Црвеното море. Библијата ни открива дека тие поминувале како на суво, покрај тоа што Бог направил чудо, го отворил Црвеното море, а потоа Библијата вели дека тие поминувале како на суво, поминувајќи го Црвеното море и продолжиле до Хананската земја. И потоа имаме неколку етапи, неколку уникатни настани како Израил влегува и ја завзема таа ветена земја во која што течеше мед и млеко. Но повторно гледаме таа Божја милостива рака, грижлива рака која нуди помош и благослов во својот народ. Бог не се менува, Бог е ист. Денеска Бог го сака народот, го сака човекот. Псалмистот Давид во неговите псалми вели: Боже, што е тоа човек па се сеќаваш на него? Човекот е од земја ни во земја се враќа, но со голема сила и слава си го венчал. Потоа Библијата открива дека покрај сите нешта кои Бог ги твори и види дека е добро, потоа гледаме дека Бог вика: ајде да создадеме човек според нашиот образ. И Библијата ни открива дека човекот бил круна на сите Божи созданија. И затоа толку многу Бог го сака човекот и Бог се грижи за човекот. За многу нешта денеска Бог се грижи, за кои ние не сме ни свесни. Дури не сме ни свесни како Бог се грижи за нашиот живот, за животот на нашите сопруги, за животот на нашите деца, родители и така натаму. Бог на еден посебен начин се грижи. Затоа мојата препорака е ова вечер: ајде да ги препуштиме нашите дечиња, нашите сопруги, нашите родители во Божи раци. Исус вели: пуштете ги децата да дојдат при мене, затоа што на такви им припаѓа Царството Божјо. Ајде да ги пуштиме децата наши да бидат под Божјата заштитна милостива рака и тој ќе се грижи за нивниот живот. Навистина, кога многу нешто се случува денеска во светот, Бог на еден перфектен начин се грижи за својот народ. Тоа е за Божиот народ, за оној народ кој му кажал на Господа: да, Господе, ние одлучуваме да го предадеме нашиот живот покрај тоа што се случува, економска криза, покрај војна, покрај сите нешта кои се случува, ние ќе останеме верни и сакаме тебе да ти служиме. Затоа Господ реков: не се менува. Псалмистот Давид вели: легнувам, спијам, станувам, Господ ме чува. Оттаму доаѓа мојата помош, оттаму доаѓа мојот благослов. Давид единствено се подкрепувал и се надевал само на Господ. Иако бил цар, иако бил мојкен, всушност Библијата открива дека Давид бил вториот цар на Израел после Саул, но Давид бил избран по Божјото срце. Човек кој бил избран по Божјото срце, по Божјата милостива рака. И тој човек, Давид, кој бил цар над Израел, кој Бог му го доверил народот Божи, царството Израелово, Бог се грижал за тој човек, всушност за Давид. И кога ќе ја читаме целата историја за Давид, ќе видиме како Давид, како Бог го водел, иако бил цар, иако Давид се престрекавал на еден начин со многу нешта, многу непријатни нешта доаѓале во неговиот живот, но сепак Давид останувал верен на Господа, затоа што знаел дека Господ го чувал, затоа што знаел дека благословот му доаѓа од Господ, затоа што знаел дека помошта доаѓа од самиот Господ Бог. И потоа во неговиот 23 псалм вели: и да слезам во долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото. Знам дека Боже таму си ти, таму ќе се грижиш за сите мои проблеми и грижи.
Најчесто пати, луѓето кога се соочуваат со проблеми, не остануваат пасивни, туку едноставно одлучуваат и почнуваат да бараат решение за нивните проблеми. Еве ќе наведам неколку работи. Прво, разговараме со луѓе за нашите проблеми и ги слушаме, се разбира, нивните предлози. Одиме да слушаме проповедници или слушаме касети за кои мислиме дека ќе ни бидат од голема помош. Потоа, бараме книги кои се занимаваат со проблеми и со надеж и трпение, се разбира, ги читаме. Потоа, пробуваме различни начини, различни планови кои можат да ни донесат победа и ги следиме нив. Потоа се грижиме за проблемите, дури понекогаш од толкава грижа ние се наоѓаме во многу лоша здравствена ситуација, па дури во духовна ситуација. Се исполнуваме со горчина и се бунтуваме и најчесто она златно поставено прашање: а зошто мене ми се случува? Се обидуваме дури понекогаш да манипулираме со луѓето или околностите за некако да ја промениме целокупната ситуација во која што ние се наоѓаме. Ги обвинуваме или критикуваме другите луѓе, во некој случај па дури понекогаш дури себе си. Решаваме да се откажеме од службата во која Бог не повикува, обидувајќи се да избегнеме од проблемот, меѓутоа сето ова обично донесува многу други проблеми само по себе си. Прифаќаме други служби кои понекогаш или некоја друга работа кои понекогаш не изгледа многу попримамлива и со многу помалку проблеми. Библијата вели ова најчесто обично донесува многу други проблеми, можеби многу поголеми проблеми, затоа што неправилно постапуваме, грешиме со нашите постапки и со нашите чекори. Секој погрешен чекор во нашиот живот, тој сам по себе си носи последици. И затоа псалмистот Давид едноставно, јасно и гласно вели: јас ќе се подкрепам на Господа, затоа што оттаму ми доаѓа благословот Божи, оттаму доаѓа помошта и сите мои проблеми ќе ги препуштам на Господа. Нема да барам решение на други места, други начини, туку ќе дозволам Господ да ги реши сите мои проблеми и грижи. Ако ова ноќ си во многу тешки проблеми, без разлика какви и да се, тој е Ел Шадај, семоќен Бог, тој е Алфа и Омега, и тој може оваа вечер, Господ, да ги слушни твоите потреби, да ја слушни твојата молба. Само биди искрен, со искрено срце, пристапи за чекори пред престолот на благодата и Бог ќе те слушни. Повикај го Господа, побарај го Господа со искрено срце и тој е тука меѓу тебе, меѓу сите нас. Нека ова вечер навистина Господ не води, нека Господ навистина ова вечер биде со сите нас, нека Господ ни биде милостив. Ја верувам дека сите ние ова вечер, кои што ќе викаме кон Господа, длабоко од нашето срце и длабоко од нашата душа, дека Бог ќе ги слушни нашите молби и нашите потреби, како што Бог ги слушна потребите на Ана, која што искрено од се срце и искрена душа. Всушност, Бог, Библијата ни открива дека Ана ја излеваше својата душа пред Господа, ја излеваше својата потреба, својата горчина, длабоко која беше вкорената во незиното срце и незината душа, ги излеваше пред Господа. И Бог ја благослови навистина и Господ даде машко дете. А потоа, кога ќе читаме понатаму во првата Самуилова 2 глава, гледаме како Ана го благословува, му благодари на Господа, затоа што тој ја слушна незината молба и ја слушна незината мака. Бог е тука да ги слушни нашите потреби, да ја слушни нашата мака, со зошто ние се соочуваме. Само тој може да направи пресврт во нашиот живот. Ако страдаш од нешто, рак, тумор, леухемија, што да е било, ова вечер Господ е тука. Побарај го Господ искрено,
тој ќе те благослови и тој ќе те ицели. Амин. Нека Бог навистина ова вечер даде добри и сладки соништа. Господ со вас и нека навистина, ако даде Господ, се слушнеме до наредната емисија. Емисијата се разбира Глас на вистината. Имајте пријатна и благословена вечер и Господ со вас. Чао. Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Како што реков, уште еднаш сакам да ви посакам една убава и благословена вечер и му благодарам на Господа за тоа што ова вечер Бог благоволи да можеме повторно, поради неговата милост, која секојдневно се појавува во нашиот живот и не само што таа се појавува, туку Бог преку милоста Божја ја покажува